Денеска Интерпартиската парламентарна група за реформи, интеграција и помирување ја одржа својата трета седница, на која што разгледа неколку материјали, меѓу кои што и предлог материјалот кој што пристигна од работната група за помирување, а се однесува на контурите на законскиот текст за амнестија, кој што го очекува јавноста и дебатираме веќе неколку дена наназад по однос на опфатот, по однос на надлежностите и сето тоа што е дел од предлог законот. Се согласивме во контекст на она што е предлог на текст и одредби ставени во нацрт предлог законот и очекуваме денеска во соодветна процедура која што е предвидена и согласно деловникот да влезе во собраниска процедура. Прашање? За да биде поконкретно ако ви треба нешто. Можете да видите текстот официјално и дали основно на тоа дека во текстот ќе се сконцентрира на тоа што нема да биде опфатено со. Вака, многу се дебатира во јавноста за тоа што опфаќа законот, меѓутоа ние се движевме во рамките што не може да биде во рамките на амнестијата. И тоа ни беше примарната појдовна основа за тоа што не може да се амнестира. Целта на дебатата по однос на овој предлог не се однесуваше на номинирање на конкретни кривични дела, не се водевме персонално према никого, туку дававме опис на делата и на действијата кои што не можат да бидат амнестирани. И тука ги споменавме многу пати и во дебати и на овие наши настапи дека во амнестијата не влегуваат организаторите и подготвувачите на настаните од 27, односно сите за кои што постојат основи на сомневање и основани сомневања дека учествувале во организација и подготовка, не учествуваат лицата кои што извршиле физичко насилство, не учествуваат лицата под фантомки кои што извршиле физичко насилство, не учествуваат лицата кои што носеле оружје и експлозивни направи, не учествуваат службените лица кои што ги пречекориле своите службени овластувања. Така што законот, предлог законот и оваа одредба која што ги исклучува действијата кои што не влегуваат во амнестијата, остануваат на располагање, на оценка на јавното обвинителство и на судот. Вториот примарен принцип во разговорите по однос на овој предлог текст беше и немешањето во одлуките на обвинителството и на судот. И од тука и во следниве чекори процесните аспекти на остварување на правото на амнестија на секој обвинет за настаните поврзани со 27 е индивидуално. Значи, се поднесува барање до надлежен обвинител и до суд. Судот го носи решението по претходно мислење на јавниот обвинител надлежен што го води случајот. И од тука ние воопшто не се ни обидуваме, ниту пак сакаме да вршиме било какво ограничување на правото и надлежноста на обвинителството и на судот да ценат врз основа на какви докази располагаат за лицата кои што ќе поднесат индивидуално барање согласно овој закон. Затоа ние не ги прецизиравме кривичните дела, не правиме ние квалификации на делата кои што не влегуваат во амнестија. Организаторите нема да бидат опфатени, така? Значи, организаторите и подготвувачите на настаните поврзани со 27 и лицата кои што се води истрага за кривичното дело здружување заради непријателска дејност нема да бидат опфатени со...
Значи, ние не квалификуваме ништо, тоа ќе си го квалификува судот врз основа на рамката која што ја имаме. Ваше мислење, дали треба да бидат овие противници ослободени? Немам право јас од оваа позиција како председавач на интерпартиската парламентарна група да давам оценка за тоа дали треба или не треба. Бидејќи Собранието каков е вашиот став? значи кога ќе ме викнете на интервју, јас можам да ви го кажам мојот личен став по однос на многу процеси, па и по однос на 27. Овдека сум ко-председавач на интерпартиската парламентарна група заедно со колешката. Изјавата снимува после личниот став да ми го кажете. Седно е дали овде Не е седно. Не е седно. Се извинувам да бидам прецизна. Телото одлуката за овој текст го носи со консензус. Ако имате дилема околу тоа дали било прифатено од сите членови на интерпартиската или не било. Секако во интерпартиската не учествува представниците од пратеничката група на ВМРО ДПМН. Учествували пратениците кои што се во... Не. Споменавте дека има нека квалификација на делото, рачуно и како презентираше минатиот пак дека консензуално било прифатено текстот на законското решение, спомена член 324 за гласување за непријатноста дейност. Ќе остане ли таа опција отворена на овде? Мора да се направи... Значи, јас сега го кажав дека истрагата која што ја води обвинителството по членот 324 од КЗ и има притвор определено на лице по тој член, влегува во одредбата за која што нема амнестија. Значи, ние не можеме истрагата да сопреме на обвинителството во контекст на настан кој што и лица кои што можеби ќе се утврди доказ дека учествувале во организација и подготовка. Значи, обвинителката кажа дека не размислува за преквалификација. Знаеме дека тие тројца само 20 години се помагали, другите се терористичко заблудување и ако се поделили на 4 други опишани во обвинителот. Вие ќе го донесете законот пред да има пресуда, така? Да. Пред да има Да. пресуда, вие ќе го донесете законот. Што значи дека ќе го прекинете процесот? Не. Значи, вака, јас немам да навлегувам во коментари на јавното обвинителство по однос на нивните действија. Она што на нас ни беше примерно важно, споредбено со сите други постапки за амнестија кои што ги носело оваа собрание, е дека ние не преземаме улога и надлежност на јавен обвинител и на суд. Знаете, многу закони претходно за амнестија завршувале со одредбата дека овој закон се применува веднаш, стапува на сила и надлежните органи постапуваат по службена должност. Ова законско решение предвидува одредба во која што има индивидуална постапка за сите кои што се опфатени во моментот со обвинението за настаните поврзани од 27 и во таа индивидуална постапка не се анулира, туку напротив се остава судот и јавното обвинителство врз основа на доказите што ние ги немаме да оцени дали тоа лице влегува во рамките на амнестијата или не влегува. Затоа велиме описното дејство подразбира во КЗ и многу под членови и други одредби кои што ние немаме намера да ги ставаме во законот. Значи, практично, сами кажавте дека законот ќе биде усвоен пред да се донесе пресуда за судска истражба. Тоа значи дека барањата ќе бидат поднесени пред воопшто да има пресуда. Дали тоа значи дека луѓето ќе бидат амнестирани и пред да биде всушност донесена пресуда за нив? Каква била нивната улога во 27 јата? Значи, повторно ќе го напоменам делот од законот, мислам дека не се слушаме. Веќе го повторувам трет пат истиот момент. Дека индивидуалното барање е индивидуално право на секој од обвинетите. Што значи дека по донесувањето на закон кој што ќе ја определи рамката за делата, не за лицата. Ние индивидуалци не сме разгледували, нити можеме да разгледуваме. Обвинителството и судот се тие што ќе ценат дали одредено лице кое што е обвинето
влегува исполнува услови да биде амнестирано по законот или не исполнува. И затоа е таа индивидуална постапка. Индивидуалното право на секој обвинет за настаните поврзани со 27 предвидува и право некој да не поднесе барање. Ако сака до крај да ја докажува својата невиност или ако не ја прифаќа амнестијата како така. Пет дена од донесувањето на да мораат да поднесат барање пред да ја чекаат да заврши постапката, што некој може. Тоа е право, никој никого не тера ништо да направи. Терате сите луѓе да го признаат делото во 5 дена. Зашто да го признаат? Значи не бараш амнестија, значи го признаваш делото. Така не можеш да бараш амнестија за нешто што не си го направил. Значи ако сега не побара амнестија овие 5 дена ќе го изгуби правото подоцна. Значи вака. Вие сте новинари, предпоставувам дека знаете што е амнестија и дека самиот процес на амнестија од стартот не анулира невиност на никој кој што е во процес обвинет. Ме разбирате? Сега, тој што се чувствува невин, има право да не поднесе барање и да ја докажува својата невиност. Уцена е тоа, да ви кажам, вака сега, парламентот, значи, вие не си ги валкате рацете, оставате на луѓето, на судот и на обвинителството да бират кого ќе ќе ушива слободата, а кој ќе оди во затвор. И ова е многу нефер, значи, ова е прв пример во светот, јас не верувам дека имало ваква селективност, значи, ваква смислена, значи, многу кукавички, многу ви е подоб целиот Значи, јас ќе замолам коментарите новинарски да си ги оставите за новинарски текстови кои што ќе ги пишувате по однос на денешнава изјава. Значи, ова го сметам како ваш личен коментар, кој што имате право потполно како новинар да го преточите во новинарски текст. Но овдека од оваа позиција ние објаснуваме тоа што ние сме го направиле во рамките на нашата надлежност. Надлежност на собранието е да донесува законски решенија за амнестија и тоа е утврдено и со Уставот и со Законот за собрание. Собранието на Република Македонија во изминатиот период носело многу текстови на закони за амнестија. Вратете ги назад, ќе го имате објавен текстот кога ќе биде влезен во собраниска процедура, ќе го споредите и во преодни и завршни одредби и ќе видите дали е точно ова што го искажавте на крај. И јас ќе се воздржам од тој коментар.